Со доаѓањето на зимата и нашите гурбечии во својот крај, како да стана традиција да се соочуваме со проблеми во снабдувањето со електрична енергија. Температурите паѓаат, ветрови и врнежи, зголемена потрошувачка се меѓу причините, но главната и основна причина останува застареноста на дистрибутивната мрежа. Треба ли да стане навика, или доволно е веќе секогаш ние да бидеме жртва на несериозноста и примитивноста на електродистрибуција? Треба ли и понатака послушно да си ги подмируваме сметките иако не добиваме редовна и добра услуга? Зарем се уште не е време да го кренеме гласот и да видиме зашто се работи и зашто ние сме оние кои први остануваат без електрична енергија во секоја пригода? Екипата на Подгорци мака се обиде да дојде до официјални информации и најпрво се јави во службите на Евана и побара известување, па во прилог може да го слушнете разговорот. За прекини во снабдувањето со електрична енергија, притиснете 1. Добар ден, Маја, да ми проверите. Добар ден, се јавуваме од Струшко Подгорци. Добра. Еден регион од населбата нема струја. Неколку дена веќе цело време имаме проблем, паѓа струјата, доаѓа, дали може да добиеме информација за што се работи? За тие чести прекини најбило да се обратите во Струга и да пишете една жалба, па да ви кажат зашто и како се случува тоа. Од овде немам таква информација. Дали може да ми дадете број контакт кај што може да се јавам Струга? На телефон не работат. Нема телефон за контакт. На канцеларија или да се обратите на мејл. А дали може мејл да ни дадете? Евана.мк. Добро, фала. Врз основа на овој разговор, ние се обидовме да добиеме информација од страна на Евана и преку електронска пошта, со која цел го испративме следното барање. Преку кое побаравме информација за причините поради кои често остануваме без електрична енергија. За жал, иако поминаа неколку денови, нашето прашање остана неодговорено и се уште не пристигнал одговор од страна на службите на Евана. Што е следно? Дали треба да се упатиме директно во просториите на Евана во Струга или треба да продолжиме да молчиме и секојдневно да трпиме прекини на електричната енергија?